Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи. Добар ден од Канал 5 телевизија и вашата и наша сакана емисија Гответе со Дракче. И денеска сме позитивни и денеска ќе бидеме навистина интересни за вас. 30 минути ќе имате едно кулинарско шоу во кое што ќе слушнете убави разговори, убави муабети и нешто интересно за гледачите кои што ги гледаат турските серии на Канал 5 телевизија. Ајде сега да ги поздравиме и нашите пријатели на емисијата. Да го поздравиме пред се прв пат, нели, за почеток, нашите пријатели од Стокомак. Ајде да ги видиме производите од Стокомак. Дел се на нашата масичка, дел на рафтовите, во фрижидерот се разбира и секој наш работен ден во секоја наша емисија намирниците ни пристигнуваат од нашите пријатели од Стокомак. Си ги поздравуваме и за новата линија на продажба, така наречена Македонка. Македонка обоени на лепници во црвено, убаво така залепени на рафтовите во Стокомак, каде што можете да си пронајдете македонски производи. Купувајќи ги македонските производи, ги стимулирате македонските производители и така и тие се радосни, а и ние радосни. Рековме производителот затоа што ќе добие некоја паричка плюс, а ние затоа што ќе имаме навистина вкусен производ. Да ги поздравиме и нив. Да си ги поздравиме нашите пријатели од мини трговскиот центар МОС, кој што се наоѓа во Скопје, на Пластичарската улица. Во него можете да најдете се за домаќинството, апарати за домаќинството, домашни алатки. Можете да си купите убави гарнитури за вашата тераса, убави стази, теписи, убави лустери, за да си го украсите домот. И рековме, од едно мало лажиче, па се до елементи на мебел ќе најдете во МОС продавницата. Посетете ги и ќе се уверите. Поздрав и до нив. И да си ги поздравиме нашите пријатели од ПК Беско. ПК Беско познати по најубавиот вкус на сувомеснати производи, кои што навистина пленат со вкусот и убавината и лесни се за носење било каде. Јас многу пати велам, можете да си појдете на излет и да си земете ПК Беско производи, едно доматче, едно луто пиперче и веќе сте спремни за пикник или за излет. Може би да одите и на планина, може да одите на море, на река, на езеро, а за рибарите и оние ловџи кои што обожуваат нели да одат на лов, сигурно им е највкусното јадење. Ете така, поздрав до нашите пријатели на ова наша емисија Гответе со Дракче и време е да го представам нашиот гостин кој што навистина едва чекав да го видиме во нашата кујна овде да ни покаже како и умее да готви. Македонскиот женкар. Ке речете, зошто женкар? Затоа што го синхронизира женкарот во турската серија, која што е мега хит на нашата телевизија. А изгледа исто така убаво и шармантно и ќе ни изготви плюс и турско јадење. Ајде да видиме кој е женкарот во Македонија. Радо Алексовски, добре ми дојде. Добро ме најдов. Како си ми, Радо, доали си добар? Одлично, прекрасно, како сте вие? Повели од оваа страна да си правиме муабет. Ете така. Јас сега одлично, бидејќи после толку те представи, толку напорна твоја работа, најдовме време да готвиме денеска и да правиме муабет заедно за гледачите да видат кој е тој убав женкар. Еве го, тука е. Дојде сега да видиме како во кујна ќе се снајдам, ама добро е. Во филмот е Галениче, ништо не спрема. Да, и затоа не го сакав на почеток. Не сакаше? Не се најде на почетокот? На почетокот не го мислев за таков од тие рамните ликови што ги викам, едно те исто е постојано таков ми беше некако ликав, дури ни глумата него не ми се свиеше. Така. И понатака се отвори приказната, ги видовме и неговата внатрешна борба, му ги видовме емоциите, ставовите кои ги има, така да добро, почна, веќе си викам, добро е, не бил таков. Го има и како фрајер и како емотивец. Така да е добро, еден интересен, специфичен лик и доста е
како да кажем, и комплициране за синхронизација. Има многу моменти каде што знае да е тивок, да е бавен, да зборува полека, и има момент каде што знае да отиде малце вика, повеќе, а да тоа многу урла. лошо за пред микрофон. Кога снимаш и со тон сиве, знаеме да се измачиме многу. Така да... Ајде, како ти велат, Ферит, смири се. Смири се полека, да. Ферит, смири се. Така да, добро. Трета година или втора е веќе како, трета сезона мислам дека. Женкарот и... Така да веќе ми е уходан, веќе си го знам, така да е. Си го познаваш ликот. Да. Многу пати, нели, прашуваме како ќе заврши ова се, ама кажуваме ќе биде тајна, за да се гледа до Јас крај. го завршив снимањата и знам како ќе заврши, ама ќе оставиме на гледачите да биде тајна. Малце. Да не смислат и четврта сезона пријателите од Турција, па Ферит да биде газда. Можно и да изненада. Така да веќе се можно и се е очекувано. Нели, затоа што знаат тоа да го направат. Добро, еве малку се пошегувавме, направивме мобет за она што го работиш во однос на синхронизациите кои што се во турските сериите, има и во други улоги, но ова е една од главните. Па да, и главниот така, што реков, една од позахтевните и реално едно снимање во студио за синхронизација, мене барем да речеме ми трае од саат и пол до 2 од епизода. И те заморува максимално. И заморува, знае некогаш имаш и по 3 епизоди на ден. И тоа знае да исцрпи малце, ама добро е, кога си ја сакаш работата и кога си подготвен за тоа, нема никаков проблем, мислам дека. Ете така. Сега одлучи да направиме турски менемен. Турски менемен, да. Кој што е многу баран. Па да, и е многу добар доручек, во смисла што е многу лесен. Јас имам осетлив желудник многу пати, знам да имам проблеми со желудникот, така да менемен се здатка. Менеменот за доручек ми е еден од поомилените, бидејќи лесно се подготвува, лесно се прави, лесен е за стомак, а и ги има сите потребни, мислам дека и протеини за да можам да функционирам и понатака во текот на денот и ти дава енергија. Так. Во Македонија си го викаме летна манџа. Летна манџа, да, само што ова има јајценца плюс внатре, така да. Ајде сега јас ќе додадам масло. Масло прво се става да загреваме, да. А ти ќе си почнеш со дробење на пиперчињата. Ете, така, бидејќи им рековме на нашите пријателки, овде што ни помагаат, значи Мира и Мици, да ни подготват по нешто, за да ти биде полесно тебе. Да биде сега. А прво ќе го додадеме кромидот да се праши. Да, секако кромидот оди прво, така да... Полнолетен си, голем нож, а ова е лутото пиперче, да знаеш. Лутото, јас ја обожавам во глобала луто. Така да не ми е, јас гледам да е што по-луто да го направам. Како што реков, осетлив желудник имам, да колку и да не смеам да јадам луто, не можам без луто. Со секој ручече барам феферончиња, барам пиперчине лути, барам, не знам... Внимавај се Да, не е проблем, ќе го оваква. Како што реков, моце во кујна не сум спретен, трапав сум, ама ќе се снајдеме. Па сега што да правиме, нели, газдинско дете. Тоа е, мислам, за мене слугите обично работат, слугите. Многу ретко Ферит знае да влезе во кујна. Така да. И тоа е за да направи хаос. И за да направи хаос. Па и приватно сум тако знам, кога ќе влезам во кујна, после мене да остане лом, буквално. Ама тоа е тоа, што да се прави. Ајде, додадеме кромидот, да се пражи. Вака малце ќе ги тука сецнеме, еве ги овие. Ова вака само од страна тука. Еве ти за ова што отпадоците. Да, ова ти е тоа е за лушпите. Само ова вака исто ќе го цап и мислам дека... Сега, откако прашавме каков е Ферит, ќе прашам како е Радо. Така е, што е. Во приватноста. Така е, па... Добро, од Ферит се разликувам прилично многу. Така, нели, во приватноста. Да, ова рековме за отпадоците тука, да. Радо во приватниот живот е еден многу позитивен, многу ведар лик. Се трудам, мислам, нормално живееме, нели, во време каде што гледам дека насмевката е се поретка и поретка. Мада не си дозволувам тој ведар дух и таа позитивна енергија да ме напушти. Да те сруши некој друг. Не дозволувам, колку и да е тешко во последно време, нели, како што напоменав, живееме во едноставно такви времења. Гледам пиперчето тука оди, да. Гледаме што се случува и така да, опа, нешто испадна, добро, ќе си го присупереме. И без оглед, чисто ни е масичката, се во ред. Така е.
Така да, тоа е. Доста си ја сакам професијата. Сум фанатик на театарот, што не е баш многу добра работа. Некогаш знае толку многу да те обседне и да заборавиш на буквално сите други работи и да ти е во глава само театар, театар и театар. И затоа многу пати Пробаш некој пат да глумиш дома? Не, Никако, можам. Изборен си, што се вика на настани, работа со 300 обврски уште дома. Не, и не е толку глумата едноставна работа. Има некој ќе ми рече, ти си глумец, ајде сега ова глумиш. За тебе лесно, не е? Не е баш. Ама не е баш така. Така, тоа е сепак процес во кој мораш да анализираш лик, да го најдеш да се трансформираш како оди, како се движи, како размислува, кои ставови ги има, да ги пронајдеш тие карактеристики во тебе, ако го немаш да ги едноставно нас на академија не учат да ти се родат, да, бидејќи сепак ти на сцена не треба да си радо. Да, ликот можеби го има мојот глас, го има моето тело, изгледа како мене, да, но сепак од тебе мораш да извадиш нешто. Нас на академија не учеа човекот буквално во себе има се, не е ни свесен што ние се во себе содржиме, буквално ако фатиме да се анализираме, истражуваме и да бараме некои работи, мислам дури ќе се зачудиме. Затоа Господ не создаде како најсовршено живо суштество на земјата. Да. Одиме и со лутото пиперче. Така, уште една пиперче, уште една можеме сега. Благите сега ти се наред. Благите, да. Ето така. Добро. Ќе ги Опа. И така да, тоа е тоа, како што реков, многу пати со колегите знам да се пошегувам, да ќе забегаме со муабети за театар, да правиме некој проект, представа и тие муабети немаат крај. Најмногу кога се почнува. Да. Најмногу кога се почнува. Да, и често пати знам да кажам, луѓе, театарот не е најважната и најубавата работа на свет, дајте нешто друго малце. Да правиме муве. Ми треба одмор, ама не, добро, како и да е. Навистина си го сакам театарот, навистина не знам, да не го работев ова, не знам друго што би работел. Дали ти е наследно? Ние во фамилија имаме една глумица што не живее моментално во Македонија. Тоа е, мислам дека се паѓа братучетка на мојот татко, така да тој е Светлана Стојановска, има завршено во класата на Слободан Унковски со Драган Спасов, Дац, Раде Рогожаров, Сенко Велинов, Георги Јовевски. Една нитка има. Да, само што одамна веќе не живее тука и не се занимава со таа професија. Ја тоа го дознав кога запишав академија. Викам, никогаш не знаев од каде. Внукот на тета. Да, и викам, видиш, крв не е вода. Ајде вака директно ќе ги сипам, за да не се мачиш. Може и така, да. Одиме и со другата пиперка. Ете така, одлично, што го си крчка тоа. Ете така, и убаво мириса. Да, ова е доручек. Оди со другата идеален, пиперка. што викам јас, доручекот на Мустафа Кемал Ататурк. Така да, најомилениот доручек, тоа ретко кој го знае, така да. Да, и ќе му додадам уште малку не знам, имаме моментално сме доста активни со театарот Провокација, во кој веќе 6 години имаме соработка со колегите Роберт Ристов и Мирјана Ристов. Така да, еве, нова ни е Земја на штрковини се вика представата и е доста актуелна бидејќи се работи за иселувањето на младите од државата. Една тотална критика на системот и на општество во кое живееме и гледаме што ни се случува и така да Вистината, буквално, значи сите што дојдоа да гледаат представата, вика само ни плеснавте, вика во фаца се што се случува. Да, и без никакви задршки отворено говори за тоа, за не ги штедиме политичарите ниту еден, буквално. Секој што е критикувате. Буквално критика. Јас го играм па балансот во таа представа, што знам и приватно да сум многу таков, ама добро, чекајте, па не е се така сега, не е се така црно, па добро има и подобри луѓе. Да, јас го играм оној балансот кај што демек треба да си ја сакаме државата, треба да останеме тука. Зошто младиве дали се иселуваат, дајте да направиме нешто овде. Промена. Апсолутно, многу е лесно, ќе си ги спакувам куферите и ќе отидам некаде каде што ќе видам граѓани на втор ред, мислам. Но нели велиме дека треба да ги почнеме промените од самите себе. Нас, така да тоа викам многу. Уште едно пиперче да можеме. Ако не ме заморувате. Не, таман работа, затоа сум тука. Така што не знам, јас велам еве. Секој од нас барем малку да се свести, да почне еве од паркчето од пред зграда.
Точно. Да почне доволно од паркчето од пред зграда да не ги фрлот падоците, да се грижи, да не знам. Еве имаме сега проблем во нашата населба, тревата не е искосена, е обрасната, чувам куче, мислам страв ми е крлежи, ќе фати и такви работи. А можат сите од зградата да се симнат не мора да и да го чекаме од направат. општината ние да дојдат и до ова, Точно. така да не знам, секој да почне да се грижи за дел, за ситница. Радо, знаеш Можеме како многу велам да- јас? Прво треба да почнеме со метличе од умот. Апсолутно, Од апсолутно. нашиот ум да си Точно, тргнеме точно, многу точно. неубави работи, Точно. за да бидат, нели, потоа сите други работи кои треба да дојдат на место како што треба. Точно, а да се критикува е многу лесно. Обично ние сме таков критичарски некој настроен народ што стално се ни смета, стално критикуваме, стално ова не чини, тоа не А чини, колку вака е, така. станари се во зградата? Па еве во мојот има 42 стана. Тоа се во Значи, секој стан по тројца, четворица еве дима. Ете, 10 млади нека има, може да го Да. окосат. Така? Да, така да, Пиперче. тоа е тоа. Ето Еве така. ги. Јас ќе ги сипам. И навистина тоа се тие некои работи што мене ме иритираат у глобала. Стално знаеме да се правиме паметни надвор негде и да седнеме и треба да промениме оно, но дај до каде сме. Мислам, и јас се колку фаќам. е чиста Швајцарија, колку е убаво во Холандија, а зошто да не? Нашата Македонија е најубава, знае. Прекрасна е, имам и Најубава. прекрасна природа и Так. мислам, што викам, јас и си го сакам и малото, и државата, и сакам да отидам и да испланинарам, и езерата си ги сакам. Мислам, имаме прекрасна природа и се ние Точно. не знаеме да си го чуваме тој, и тоа е нешто што мене страшно ме иритира. А како што реков преска, лесно е. Да, ќе си ги спакувам коферите, ќе отидам во Германија, ќе работам таму. И што многу ми правиме? деле за тука. Имаме Многу лесно пари, но го уништивме духот. Апсолутно, Ќе имаме апсолутно. И пари. сега ги гледам, мислам, и нормално. Јас си ги па и ги разбирам, мислам, ајде, пошто работам и со деца, со тинејџери и нормално е дека ќе замина да студираат негде настрана, да видиме. Ова, а супер, има доволно Одлично. масло. Да. Може и солца малце да се додаде, пошто си бара кромитчето. Тебе ќе ти дадам затоа што ни е Да. златно лажичето. Ај, Со златно лажиче, како викат по старите. па, Ајде, така, со златно тоа е тоа, да не лажиче, претераме, да јадеш во животот. ете така, опа, вака, малце, Ете пошто така. кромитчето си бара. Ете така. Така, супер. Одлично. И каде бевме со муабетот сега? Со муабетот бевме дека младите имаат право што одат. реков, работам со тинејџери, со дечки што еве ги сега треба допрва да започнат во животот, да се образуваат, да студираат, да завршат академија. И нормално ги разбирам да се определат некаде за надвор, не знам. Многу замина тие што работев со деца отидоа да се школуваат во Њујорк. Многу отидоа, не знам, во Словенија отидоа во Амстердам, отидоа во има добро и блиску тука и во Бугарија, некои за мене и во Солун, ама викам кој е проблемот кај нас со образованието? Но Очигледно нешто имам. Каде е позадината, тагата на родителите по децата? Да не зборуваме за големите тоа. финанси, трошоци. Да не зборуваме и тоа си е Да, плюс нешто додатен друго. проблем. Да дадеме домат. Така, еве го доматчето тука. Можеме сега јас и ова да го исечкам. Ти исечеш на куцки. На коцки. Така рече ти. Да. Едно Така, покрупно да биде. Едно покрупно, другото може да биде и поситничко. Така. Ова може да биде и вака. Се напред, сап. И така што Се ни е некако нормално, можеби. Се ни е како ни дојде како филм. Па буквално, да, ама тоа е, не знам, јас сум Ја чекаме следната епизода. Јас чек следната епизода, да. Јас сум, не знам, еве некој непоправлив оптимист. И стално велам, ајде ќе се поправат работите, што ќе тргне белким на добро, но како што реков, ако самите ние не сме си свесни за тоа, ќе потпечеме лепчиња за мене. може, тоа е за макање обавезно, супер работа за после, тоа е Одлично. да. Можеме да прејдеме на повесели теми, ја мислам дека некако се осети да си вака. кажеме нешто позитивно. Да, прејдеме малце да ги позабавуваме Сакам да те гледачите. прашам, која музика ја слушаш? Си подпевнуваш ли дома? Имаш ли омилен некој што сакаш постојано да си го слушаш? Па да си подпевнувам, сакам, кога не ме слуша никој. Како за да не ти замера? Па не, шала на страна, не дека па и нешто лошо пеам, нема врска, ама така си подпевнувам за своја душа обично. Сум колекционер на грамофонски плочи и така да имам убава колекција и знам да си сопуштам некогаш така убава музика.
Ако треба во филм да пееш, како ќе пееш? Па се учи све. Ние имавме соло пење на академија, така да се учи. Тоа што викам, во театар знам да се снајдам или на филм или на било што ако се бара од мене да тоа е она што викам јас глумачко пеење. Така да, музиката си ја сакам како мал, дури и гитара пробував да научам да свирам. Не ми одеше, некако не сум трпелив и така сум малце живчани, немав нерви за гитара, за жиците да ги ова, ама научив да свирам бубњеви. И тоа во ковидот научив да ги... Во подрум? Не, дома, во стан, ама овие електрични бубњеви со слушалки. Така да не се слуша многу, да. Нема многу галами. За време ковидот ми се случи, влегов во некој перформанс, требаше да биде некој проект, што требаше да се работи за долго, па не се погоди, ама требаше да научам некој инструмент. И се погоди, викам, одлично, сакам бубњеви, викам, да научам, пошто некако ми се виде најпримамливо и најадреналински во тој период. Ковидот не затвори сите по дома, викам, сега ќе се посветам само на тоа. И супер се погоди едно година, дена, буквално ми беа бубњевите дома и работев. Да не почнат да те викаат колегите од бендовите не за ме свирка? викна, ама отворен повик до сите. Кои сака со нив да... Можеме слободно, само да не ме барат за пеење. За друго може се, само да не ме барат за пеење. Ето така. И така да од музика слушам обично, па што знам, во различни моменти различна музика. Обожавам ретро музика, сакам XU рок, сакам наша музика, сакам евергрини. Домашна музика, македонска, точно. Обожувам, не знам како што реков, евергрини, имаме прекрасна музика, изворна, стара, традиционална, што мислам дека треба да си ја чуваме и негуваме. Најубава на просториве, реално. Не само на просторите, еве каде и да отидат нашите фолклорни ансамбли и кои ќе запеат на македонски, заиграат на македонски, добива силни овации и големи награди. Има нешто што од внатре така што е македонската музика е навистина едно големо чудо. Така што како што реков, гледам доста така кога имам повеќе слободно време да си пуштам, да се слушам онака музика што е за моја душа, да си направам по некој мезенце, салатиче, по некој ракијче устоа, така да биде се полишено. Да биде се како што треба, па ние сме таков народ, ако нема направено мезе, салата, ракијичка, не бива нас без тоа. Ние сме си обично таков народ. Македонсчето сака се да си има забава. Апсолутно, да, па и ни треба тоа. Сега јас ќе го побарам рецептот на денот, а потоа ние пак ќе си продолжиме со муабетот, за да си видиме што и како. Одиме со рецептот на денот. Турски менемен, 4 јајца, 1 главица кромит, 3 домати, 3 благи пиперки, 1 лута пиперка, 1 китче магданос, 1 китче нане, тоа не е за украсување, сол и другите зачини по вкус. Секој колку и што си милува и сака. Така е. Таму тоа ни се пржи. Така е, мислам дека уште малце фали, лепчињата си се добри се, мислам дека се тамански сега по мерка, да. Еве вака, полека да ги извадиме. Вака како Джейми Оливер се осеќам сега. Сега, нели? Дури ќе ти биде љубоморен. Да, така да. Ќе биде добро. Тоа што викам, ретко обично, пошто со обврски у последно време натака навака и ретко знам да влезам во кујна и да имам време нешто да си спремам вака по мој ќеј. Да, ама како што реков, знам да сум доста несмасен во кујна. Знам доста позади мене е хаос. Така што и за тоа малце поретко влегувам. Нема да ти најдеме мана, еве ги јајцата, како сега по твое ги поставуваш. Ака можеме да направиме. А си научил од филмот. Гледам. Да. А стварно од сериите, имаше една серија, не ми текнува која беше од поодамна, и менемен спомнуваат и викам... И ностоп го бараат. И викам, што е ова? И го гледав баш ликот што го синхронизира во таа, мислам дека за семејството беше таа серија или така. И гледам го, прави, викам, баш ке го, а ја црева ми крчат у студио гладен, од Сабајлечки. Ова можеме, кај тоа да скичето, го имаме ли негде? Можеш од... Можеме и... Учи се
Радо. Така, што би рекла баба ми, да се задомакинуеш. Да, домакин. Еј, бабите не ги поздравив, ќе ми се налутат. Да ги поздравиш зашто не гледаат. Можеме, тука едната баба која е твоја именјачка. Баба Драгица. Да. Баба Драгче, поздрав многу. Драгче или баба Гина, како што си ја викаме ние. ние. Викате, браво, леле, ново име. Така, поне Драгинка во глобала, ама која вика Драгица, кој Гинка, кој така, Драгче, си има и баба Добрила, нормално. Ај, баба Добрила, така да, ете, они гледаат сега, гледаат комшики гледаат, тоа е сега циркус и така да, и кај нив, буквално кога и да отидам на ручек, го јадам најубавото јадење. Кај бабите, постојано најубаво. Ај, ова не ти пречи, вака јас ке го придржам. Така, и мислам дека уште едно јајценце можеме да му ставиме. 4 си ни пишал во рецептот. 4 пишав, ама гледам дека можеме да поминеме и со 3, да, па да бидеме поекономични, зошто да не? Леле, штедливи. Па на крајот, ајде да бидеме и штедливи. Да, во овие времења, Бога ми како... Добро. Оди, ете така. Сега мешалката. Ете, тоа можеме малце вака да го... Јас ова ќе го повлечам. Да. Бидејќи сакаш да бидеш штедлив. Ете така, мислам дека вака ќе си дојде таму, ова се. Леле, па потоа... Така, и сега може и Макдоналдсче да му ставиме. А сега го додаваш или потоа за украс нането? Па сега може и со јајценцата дур се прават вака така, малце. Така, внатре, бои, и на бои добиваме. Да, е колоритно, е убаво, е. Миризливо. Делува, да, а и ќе му даде и шмекче малце. Така. Ете, така, можеш одлично. уште повеќе? Може исто, да, ево Можеме вака. потоа и да го доукрасиме. И ќе си се доукраси, после му се става и наненце. Доде 2-3. Можеме, еве вака малци. Така, ќе ги додадеме И во... ова му дава едно ненормално добар шмек. За гладните да бидат сити. Уф, и после ова со лепче само си се мцка и е Уште треба ова од оваа страна или не ги мешаш? Па мислам дека можеме вака малце чисто колку да ги. Да, и сега јас обично поклопец му ставам некад горе и си го ставам тоа да си се... Но немаме време. Да, немаме, да. Затоа ти велам промешај го малкучка да ни биде... Времето ни лета. точно. Иако мислиме 30 минути се многу, но летнува. Уште треба да се доиспражи. Ајде да го зголемо. Може да се појача, да. Ете така. Така што, ево веќе почна да изгледа како што треба да изгледа, а и да замирисува. Бога ми, така што... Да, мислам дека веќе... Одлично. Си го имаме така како што јас си го подготвувам, можеме вака и од тука. Штом се одвојува од самото тавче, веќе мене да готово. Више може, да, тука уште ова малце да се... Ете така. Запржи и... Одлично. Сега го исклучуваме веќе. Така. Ова ќе го повлечам за да земам друга лажица, за да го сервираме. Ете така, можем ја брисачов да го искористам. Да. Можеш. Ете така. Одлично. Така да. Кеси се докрчка и е спремен после за кркање. Да. Овде. Ајде, повели. Вака сега, ова е најтешкиот дел. Ајде, мајсторе. Вака, сега нешто ќе ни се одвои, нешто не, ама ние ќе си го наместиме вака. Некако ќе го подскоцкаме. Ајде, може полесно ќе ти биде ако јас ти може и така, вака само. Леле, како замирисува. Ето. Одлично. Тоа е тоа. Ете, така. Браво. Да, пополниме сега целиот сад да го сместиме вака тука и... Сакам да ти помогнам. Ајде, да. За да не се мачиш. Ете го, супер си. Одлично. Гениално. Вака. Гениално. Ајде, веле, малку да ти помогнам. Па да. Ете така. Добро. Одиме сега на оваа страна. Ете. На нашата страна, да се види овој убав. Ете така. Менемен. Го исклучуваме нашиот шпорет. Еве ги лепчињата. Па можев да ти дадам да ги сецнеш
Па може и така, вака во триаголници, за да го украсиме вака од страна. Како во триаголничња да ги направиме некако? Да, така. Значи, чека. Триаголнични. Вака некако тука ќе го. Ајде, Средна како ќе ти вака дојде? може, Така, да, ете опа, така. Браво. Ете вака. Еве овде. Ќе му Опа, додадеме да и изгледа, нане. ете така и да изгледа баш како што Ајде. треба да. И уште по едно од двете Така. страни и толку. И менемен Ататурк, што е рекол да. Ова е Па- твој веќе. Па да, Радо ќе го викаме. или Ферит, менемен Ферит. Менемен Ферит. Така да, тоа е менемен Корхан. Најбитното презиме, леле, Најбитното, тоа е, најзвучното. мислам дека 3000 пати у Еве. 100 епизоди се повтори. Да, Рецепт на денот. на денот, така што Имаме мислам дека е комплетен рецепт спремен на за каснување. Така. Бидејќи беше многу вреден, нашите пријатели од ПКБ-ско ти доделуваат пакет производи. Благодарам. Леле, ќе има Можеш со тука. друштво, со Ќе бабите, има со тука, кого да, сакаш. ќе се почастат и бабите И обавезно. нашите пријатели од МОС доделуваат ваучер О, супер. од продавницата да си одбереш нешто што би сакал да те потсетува на оваа емисија. О, одлично. И многу ти благодарам. И мене ми е многу мило навистина што бев тука и си поминав супер, така што ете, се нафатив малце да бидам вреден и во кујна, да ги покажам врвните мајсторски кулинарски способности, што сум ги беше баталил во симпатичен, последно време. Па навистина добро, беше ете, да симпатичен. шириме позитивна енергија, да се Ете смееме, така. тоа е најбитно и да одржуваме ведар дух во животот, тоа ни Тука треба. сме на самиот крај, драги наши пријатели. Се надевам дека ви бевме забавни и интересни, јас и Радо. И направете го ова јадење и сеќавајте се на нашето другарување кое што денеска го имавме. А до крајот ќе следиме што ќе се случува со Женкарот во филмот на Канал 5 телевизија. Ве сакам!